Почитуван заменик министер, почитувани пратеници, кружниот тек е најпрактично решение за крстосници на кои што се забележува зголемена фреквенција на возила во одредени делови на денот. Тој овозможува непрекинато движење, со што протокот никогаш не запира, за разлика од традиционалниот начин на регулирање на сообраќајот со семафори. Постапката за овој кружен тек е започната со изработка на проектна документација за кружен тек на раскрсницата уште во 2015 година. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства за проект кој што е предвиден и проектиран од власта на ВМРО-ДПМН, но е избран токму од граѓаните на Кочани како нивен приоритет. И ова не се само мои зборови, ова е признаено токму од владеачката партија и истото е ветено како клучен проект во програмата Живот во Кочани 2017-та. Ке ви прочитам извадок од пресконференција на представниците на листа на советничка група предложена од СДСМ одржана на 9 октомври 2017, значи пред нешто повеќе од 3 години. Пресот кој што ќе ви го прочитам е одржан на локација на која со овој амандман се бара да се обезбедат средства за изградба на кружен тек. Почитувани сограѓани, ова е текст од прес на СДСМ, на ова место веќе требаше да биде во изградба кружен тек. Че изјавата е 9 октомври 2017. Граѓаните од одржаните форумски сесии помогнати од швајцарска амбасада го одбраа тоа за нивен приоритет. Значи јавно се признава дека ова е приоритет на граѓаните на Кочани. За жал, поради ниските капацитети, изградбата се уште не е отпочната. Сега сме 2020, 3 години подоцна, изградбата се уште не е отпочната. Еве, на барањето да се обезбедат средства за кружниот тек, истото беше одбиено од Министерството. Доста е, почитувани граѓани, се вели во пресот. Новата власт посветено и со план ќе се вклучи во решавање на проблемите. Сообраќајниот хаос ќе биде минато, а безбедноста на граѓаните подигнато на највисоко ниво. Затоа ја бараме вашата поддршка за живот за сите. Сакам да знаете дека 3 години подоцно во Кочани нема катна гаража, нема нов кружен тек, нема сообраќајни мостови, односно ништо од она што беше ветено. Тоа што со невидена леснотија се одбиваат ваквите ветувања дадени токму од владеачката партија, јасно се доаѓа до заклучок дека власта нема слух за ниту еден глас кој што доаѓа надвор од хорот на власта, односно од хорот на Зоран Заев. И не се доволни бројките само за намалени приходи и плати, не е доволен само растот на невработеност и слабите владини мерки за да дадат слика за општественото раслојување на кое што сме сведоци, туку и она што дополнително загрижува е дека покрај здравствената криза, покрај економското осиромашување, имаме и општествено осиромашување кое доаѓа како резултат на непочитување на ветувањата кои се дадени како приоритети, непочитувањето на волјата на граѓаните и целосна грижа на приоритетите. Масовната партизација, недомаќинското трошење, криминалот и корупцијата, непотизмот создадоа силна нетрпеливост помеѓу сите категории, сега ќе ви кажам, и слоеви на граѓани. А со непочитување на она што веќе е ветено, со непочитување на дадените ветувања како власт, и измамата е додадена како врвна политичка доктрина. Од тука произлегува потребата собранието при усвојување на ребалансот да ги прифати амандманите кои што спаѓаат во групата неостварени предизборни ветувања, со што ние како собрание и вие, почитувани пратеници, ќе преземете ефикасни мерки против измамата, земајќи ја во предвид и предизборните ветувања како потенцијална измама. Власта е одговорна да покаже дека обидите за измама се неприфатливи, без разлика дали доаѓаат во облик на лажни предизборни ветувања. Ви благодарам.